Управата за јавни приходи го заврши годишното оданочување за 2025 година и изготви над 863.000 годишни даночни пријави. Најголем дел од нив се достапни преку системот е-даночни услуги, а УЈП ги повикува граѓаните да ги проверат и потврдат своите пријави, за да се избегнат можни грешки. Вкупниот пријавен оданочив приход достигна над 612 милијарди денари, што е за околу 74 милијарди повеќе од претходната година, додека пресметаниот данок на личен доход е зголемен за речиси 5 милијарди денари. И покрај намалувањето на дел од трошоците за плаќањата преку системите СЕПА и МИПС, домашните банки продолжуваат да бележат раст на приходите од провизии и надоместоци. Податоците од првите 3 месеци од годинава покажуваат дека НЛБ банка, Комерцијална банка и Стопанска банка ја зголемиле добивката од провизии и надоместоци, додека кај Унибанка е забележано благо намалување на нето заработката од овој сегмент. Анализите покажуваат и раст на профитната мрежа од надоместоците и провизиите кај најголемите банки во земјата, а просечната профитна маржа кај 4 анализирани банки изнесува повеќе од 56% од приходот. Провизиите и надоместоците се втор најголем извор на приходи за комерцијалните банки, веднаш по приходите од камати на кредитите. Иако ретко се наоѓаат меѓу посакуваните професии, работните места како одржување на гробишта, гробари и чистење на мобилни тоалети обезбедуваат стабилна заработувачка и сигурно вработување. Овие професии вклучуваат физички напорни и психолошки тешки задачи, од одржување на гробни места и учество во погреби до празнење и дезинфекција на мобилни тоалети на градилишта и јавни настани. Поради непријатните услови за работа и недостигот од работна сила, платите за овие занимања често се над просекот за физички работни места. Работодавачите се принудени да нудат поголема сигурност и подобри услови за да привлечат нови работници. Експертите посочуваат дека овие професии се неопходни за нормалното функционирање на градовите и дека токму нивната непопуларност ги прави едни од најстабилните и најсигурните работни места на пазарот на трудот. Официјалните податоци од истражувањето MICS Multiply Indicator Cluster Survey или истражување со повеќе индикатори по кластери покажуваат дека 3% од децата на возраст од 5 до 17 години во Македонија се жртви на некаква форма на социјална или економска експлоатација. Најпогодени се децата од руралните средини и од најсиромашните семејства. Според анализите на УНИЦЕФ за детската сиромаштија во Македонија, околу 120.000 деца, односно секое трето дете во државата, живее во монетарна сиромаштија. Особено ранлива е ромската заедница, каде децата се изложени на значително поголем ризик од улична работа, нередовно образование и социјална исклученост. Детскиот труд е највидлив на улиците, но голем дел од експлоатацијата останува скриен во земјоделството, особено на тутунските полиња, како и во неформалната економија, каде што малолетниците работат без договори за ниски дневници. Народниот правобранител предупредува дека државата се уште нема единствен систем за евиденција на децата во ризик и дека постојните капацитети за нивна заштита се недоволни. Експертите оценуваат дека за решавање на проблемот се потребни поголема социјална поддршка за семејствата, подобар пристап до образование и поефикасна институционална заштита, бидејќи секое дете кое е принудено да работи представува показател за длабоки социјални проблеми во општеството. Во Бугарија предупредуваат на сериозен пат на меѓународниот туристички промет, откако земјата се најде на последното место во Европската Унија според растот на бројот на странските туристи во периодот јануари-април. Според објавените податоци, додека Европската Унија во просек бележи раст од 4,5% на бројот на туристи, во Бугарија е регистриран пад од 4,3%.
Во земјата оценуваат дека ваквите бројки укажуваат на значителен одлив на туристи и намалување на бројот на резервации. Истовремено се посочува дека туристичките центри се подготвени за сезоната, но бројот на посетителите е значително помал од очекувањата. Како причини за слабите резултати се наведуваат проблемите со управувањето со секторот, недостигот од јасна стратегија и недоволната насоченост кон клучните туристички пазари. Нелегалната трговија со цигари во Европската Унија минатата година достигнала највисоко ниво во последната деценија, покажува истражувањето на компанијата KPMG, спроведено за Philip Morris International. Според податоците, во земјите членки биле консумирани околу 41,8 милиарди нелегални цигари, што представува повеќе од 10% од вкупната потрошувачка. Поради неплатени даноци и акцизи, европските буџети изгубиле околу 16,7 милиарди евра. Особено загрижува растот на фалсификуваните цигари, чија потрошувачка достигнала 18,3 милиарди парчиња или 44% од вкупниот нелегален пазар. Во споредба со претходната година, нивното учество е зголемено за повеќе од 20%. Најголем удел на нелегални цигари е регистриран во Франција, каде повеќе од 40% од потрошените цигари потекнуваат од црниот пазар, а високи стапки се забележани и во Белгија и Холандија. Експертите предупредуваат дека за поефикасна борба против шверцот и фалсификувањето на тутунските производи се потребни подобра меѓудржавна координација и посилни мерки за контрола на нелегалната трговија. Нискобуџетната авиокомпанија Ryanair се најде под истрага на британскиот регулатор за конкуренција и пазари поради таксите што им ги наплаќала на родителите за да седат покрај своите деца за време на летовите. Регулаторот испитува дали компанијата ги прекршува законите за заштита на потрошувачите, бидејќи родителите вообичаено плаќаат дополнителен надомест за обезбедување соседни седишта со своите деца. Британските власти наведуваат дека Ryanair е единствената голема авиокомпанија во Обединетото кралство која применува ваква практика, додека другите превозници бесплатно ги сместуваат децата покрај нивните родители. Од компанијата ги отфрлаат обвинувањата и тврдат дека нивната политика е целосно во согласност со законите. Според Ryanair, родителите плаќаат само за едно резервирано седиште, додека децата на истата резервација добиваат места до нив без дополнителен трошок. Британскиот регулатор дополнително ќе испитува дали овие трошоци биле јасно прикажани на патниците уште при резервацијата или станува збор за скриени надоместоци. Доколку се утврдат прекршувања, компанијата може да се соочи со казна во висина од 10% од нејзиниот глобален годишен промет. Соединетите Американски држави веќе трет месец поред се најголемиот светски извозник на нафта и нафтени деривати, покажуваат податоците на компанијата за следење на поморскиот сообраќај Вортекса. Американскиот извоз во мај достигнал околу 10,5 милиони барели дневно, со што Соединетите Американски држави ги надмина Русија, која извезувала 7 милиони барели дневно, и Саудиска Арабија со 5,9 милиони барели дневно. Растот на американскиот извоз доаѓа во услови на нарушување во испораките преку Ормудскиот теснец, изголемена побарувачка за американска нафта во Европа и Азија. Експертите оценуваат дека најголемиот дел од растот на светската побарувачка на нафта во последните 15 години е покриен токму од американското производство, кое значително се зголеми по експанзијата на експлоатацијата на нафта од шкрилци. За разлика од Саудиска Арабија и Русија, каде производството е под силно влијание на државата, американскиот нафтен сектор се потпира на одлуките на приватните компании и пазарните услови. Од почетокот на војната во Украина, европските земји се повеќе се потпираат на американската нафта, а расте и побарувачката на азиските пазари.
Американските и иранските сили повторно разменија ракетни и беспилотни напади, при што Иран соопшти дека погодил американски воени објекти во регионот, а Соединетите држави возвратија со напад врз ирански воени цели. Иран повторно објави затворање на Ормудскиот теснец, што предизвика раст на цените на нафтата, додека американската војска тврди дека поморскиот сообраќај продолжува и дека теснецот останува отворен. Новата ескалација дополнително ги доведе во прашање дипломатските напори и кревкото примирие меѓу двете земји. Најмалку 27 лица загинаа, а 63 се повредени во голем пожар кој избухна во бар во Банкок. Огнот брзо се проширил, а најголем дел од жртвите биле пронајдени во тоалетите, каде се обиделе да се засолнат. Според локалните власти, двата излеза за евакуација биле попречени, што дополнително го отежнало бегството. Првичните информации укажуваат дека пожарот најверојатно бил предизвикан од електричен дефект на клима уред, но истрагата се уште е во тек. Бројот на загинати во двата силни земјотреса што ја погодија Венецуела на 24 јуни се искачи на 4490 лица, соопштија властите. Повредени се 16740 лица, додека над 6400 се спасени. Без покрив над главата останале речиси 18.000 жители, а спасувачките и хуманитарните операции продолжуваат во погодените подрачја. Повеќе од 10.000 луѓе починале за време на силниот топлотен бран што кон крајот на јуни ја зафати Западна Европа, покажуваат податоците на европската мрежа Евромомо. Најголемиот дел од жртвите биле лица постари од 65 години. Екстремните горештини предизвикаа прекини на струја, затворање на училишта и рекордно високи температури, а научниците предупредуваат дека климатските промени значително ја зголемуваат зачестеноста и интензитетот на ваквите топлотни бранови.